Во текот на 19. век, балканските народи повеле победоносни војни за независност од Отоманската империја. Менувањето на политичката мапа на Балканот ги принудило големите сили поактивно да се ангажираат околу прашањето што да се прави со последните отомански територии на европска почва. Со анексијата на Босна и Херцеговина, Австро-Унгарија воспоставила власт врз целиот западен дел на полуостровот. Ова не одело во прилог на Русија, која се обидувала преку протежирање прво на Бугарија, а потоа и на Србија, да добие излез на Егејско море. Незините сојузници, Велика Британија и Франција, ја поддржувале Русија во идејата за формирање Балкански блок, кој би го спречил понатамошниот австро-унгарски пробив кон истокот. Истовремено, младотурците правеле обид за турцификација на својата држава, односно воведување на западниот националистички модел во многонационалната Отоманска империја, за сметка на етничките малцинства. Сите овие меѓусебно спротивставени интереси ќе се судрат токму онаму каде што најмногу се испреплетуваат, во Македонија. Во 1908 година, еден настан ќе промени историјата на регионот. Многумина во тој период во јули 1908 година воопшто не помислувале на тоа што ќе се случи 4 или 5 години подоцна на Балканот. Малтурската револуција според некои или бунтот или државниот удар според други засекогаш ќе промени политичката карта на Балканот. Не веднаш, туку после неколку години. Зошто е тоа така? Малтурците настапиле со една теорија дека сите граѓани на Османлиската империја се еднакви, дека повеќе нема националности, нема поделби на вери, туку сите се османли. Во промените што ги носи оваа нова власт е и нивните обиди за туркификација на целокупното население кое што е во државните граници на оваа Османска империја. Тоа е по урнекот на западноевропските земји. И овие обиди на младотурците ќе допринесат до дополнително вознемирување на населението во балканските простори на оваа држава. Токму тоа ќе предизвика големо незадоволство кај оние народи, особено на Балканот, православните христијански народи како македонците, бугарите, делови на српскиот народ, на грчкиот народ кои што ќе живеат во рамките на Османлиската империја, ќе предизвика едно незадоволство, бидејќи тие се надевале на поголеми промени. На какви промени? Имено македонската борба за автономија, која требала да биде како прв чекор кон независност, не добила вистински одговор во револуцијата. Во моментот кога доаѓа до избувнување на младотурската револуција во 1908 година, единствен спас за Македонија да се зачува незината целовитост е организирањето на Народната федеративна партија од Јане Сандански. Меѓутоа, обидот на младотурците да се задржат на власт и да ги спроведат тие реформи какви што ги замислиле не успел. И младотурската револуција, наместо да го спречи распаѓањето на Османската империја, таа само го забрзува. Балканските држави една по друга почнуваат да планираат кои можат да бидат нивните придобивки во една војна против Турција, во една победа над оваа земја и протерување на оваа власт од балканските простори и почнуваат меѓусебните договори и калкулации. Во ова време светот веќе бил поделен на два блока, на силите на Антантата и на централните сили. Имено тие големи сили и ги уредувале состојбите на
истокот, односно на Балканот. Тоа се 6 големи сили кои во време од Берлинскиот конгрес па до избавувањето на балканските војни играат водечка улога во контролирањето на овој вооружен судир. Сите во Европа сметале дека османлиската армија би можела да излезе на крај со трите, односно со Црна Гора 4 балкански држави. Меѓутоа, секојаш се заборава еден друг фактор, а тоа е фактор османлискиот пораз во Африка од страна на италијанците. Италијанско-турската војна од 1911 година ги охрабрила новосоздадените балкански држави во идејата еднаш за секогаш да ја набркаат Турција од европско тло. Истовремено, нивните влади и владетели биле свесни дека ниту една од нив не е доволно силна за таков воен потват. Околностите налагале воспоставување нови сојузништва. Во европските рамки се појавуваат две спротивставени страни кои што има различни интереси. Од една страна е Австро-Унгарија, од другата страна е Русија. Австро-Унгарија ќе анектира Босна и Херцеговина, а Русија ќе започне со една нова политика на Балканот. Имено руската влада ќе настојува да ги приближи Србија и Бугарија и двете држави да почнат да преговараат за склучување на сојуз, дефанзивен сојуз, не офанзивен сојуз, како што на крај ќе испадне, за одбрана од север, а не за напад врз Османлиската империја. Русија по Берлинскиот конгрес се трудела своите интереси на Балкан, за продор на Балканот, да ги реализира и по линија на православието. Таа е една од важните фактори кои што допринеле за ослободувањето на Бугарија од османлиската власт и за формирањето на бугарската држава. Но по формирањето на бугарската држава, бугарскиот двор нема да биде послушен, нели, кон Русија, и Русија ќе ги насочи своите интереси преку Србија. Не било тешко да ги натераш Софија и Белград да преговараат, било многу тешко да постигнат договор. И двете страни имале аспирации кон Османлиска Македонија. По повеќемесечни преговори на 13 март 1912 конечно бил склучен Српско-бугарскиот сојуз. Со него двете држави се договориле за преземање заедничка акција против секоја голема сила што би ги нападнала турските територии на Балканот, дури и во случај кога се засегнат интересите на само една од земите потписнички. Но на овој договор му бил додаден еден таен анекс, со кој се регулирала поделбата на териториите кои би биле освоени во очекуваната војна. Значајно за Македонија е тоа што во делот кој што бил сметан за спорна зона, всушност тоа е етногеографската територија на Македонија, се планирало создавање на некоја автономна македонска држава во нејзините етногеографски граници со помош и со посредство на рускиот император. Значи, за Македонија била предвидена автономија, но во тој договор, во тој таен анекс стоело дека доколку не се случило извојувањето на таа македонска автономија, тогаш и територијата на Македонија требало да биде поделена помеѓу Србија и помеѓу Бугарија. Ваквото сојузништво не било случајно. Од една страна, непријателството кон Турција ја натерало Бугарија да премине во општословенскиот табор и со тоа привремено да им се приклучи на силите на Антантата. Од друга страна, австро-унгарскиот пробив до реката Дрина ја принудил Србија својот излез на Јадранско море да го побара преку заземање на Северна Албанија, освојувајќи ги при тоа и регионите што биле во состав на средновековната српска држава, Косово и Македонија. Но за освојување на што е можно поголем дел од Македонија била заинтересирана и Бугарија, а истовремено и Грција посакувала проширување кон плодните низини на Солунското поле.
Оттаму, на 29. мај 1912 година, и Грција склучила сојуз со Бугарија, со кој се гарантирала заемна поддршка во случај на напад од Турција. Грција која што во текот на 19. век направи еден пресврт во незината историја, во градењето на идентитетот, имено до средината на 19. век античка Македонија беше сметана како окупаторска сила на Грција, на античка Грција. Меѓутоа во 50-тите години на 19. век доаѓа до еден нов поглед кој говорел дека античка Македонија сепак е дел од грчката историја, дел од грчката традиција, дел од грчката култура. И нормално дека грците ќе настојувале Османлиска Македонија или најголемиот дел од Османлиска Македонија да биде вметнат во нивната идна проширена голема држава. Во текот на летото 1912 година, Грција склучила договори со Србија, со обврска Грција да помогне на Србија во случај на австро-унгарска интервенција. Во склупувањето пактови се вклучила и Црнагора, која во септември и октомври 1912 година потпишала сојуз со Бугарија и со Србија. Со овие потписи сите коцки биле наредени. Се чекала само шанса за војна акција. Отворањето на балканското прашање ги алармирало големите сили. Вознемиреноста била особено голема во Австро-Унгарија, која решила фокусот на својата надворешна политика да го сврти кон Албанија, свесна дека формирањето на независна албанска држава би го спречило присуството на Србија, Грција или пак на која било друга голема сила на источниот Јадран. За ваквата политика застанала Италија, исплашена од словенската експанзија во своето соседство. Но тоа не одело во прилог на Русија, која се обидувала да го зајакне своето влијание на Балканот со поддршка на православните држави. Соочени со дипломатски конфликт, Велика Британија и Германија се обиделе да ги смират тензиите кај своите сојузници, но балканските ветришта веќе почнале да носат миризба на барут. Поддршка на војната дала и многобројната македонска емиграција во Бугарија и во прекуокеанските земји, организирана во разни братства и асоциации. Петар Дрвингов, кој подоцна ќе стане начелник на штабот на Македоно-Одринското ополчение, во седмичниот билтен за изучување на Турција и незината армија од 10 февруари 1911 година, меѓу другото ќе напише: Денес македонската емиграција повеќе од кога и да е порано, е завладеана со мислата дека слободата на Македонија може да се постигне само преку силата на бугарското оружје. Поради тоа, таа емиграција не е за подценување, зашто во време на војна може да одигра решавачка улога. Може да се тврди смело дека не може да се пронајде македонец, млад или стар, што не би посакал да влезе во македонските доброволни дружини, кои во војна сигурно ќе се образуваат. На 17 септември 1912 година Бугарија објавила сеопшта мобилизација. Следниот ден Александар Протоѓеров и Петар Дрвингов добиле заповед од бугарската влада да создадат герилски одреди за разузнавачки цели во заднината на отоманската војска и да вршат диверзии на важни објекти. Подкрепени со 60.000 лева и 600 пушки, овие четија преминале границата. Мобилизација на локалното население се обидувала да спроведе и Турција, но прилично неуспешно. Отпорот против мобилизацијата кај македонците го потикнале и инструкциите од Централниот комитет на ВМРО од есента 1911 година, кој им препорачувал на повиканите регрути да не им се одзиваат на војните власти, туку да заминат или во Бугарија или во планините, за да се приклучат кон постојните комитски чети. Поради овој бојкот, Османлиска Турција успеала да мобилизира само половина од предвидените 600.000 војници, кои ќе треба да им се спротивстават на 4 здружени армии.
Османлиската империја навистина имала голема и силна армија, меѓутоа таа армија не била сконцентрирана на само едно место. Било потребно време за да мобилизираат војска, таа војска да ја донесат до бреговите на Мала Азија и потоа да ја префрлат на европските боишта. Османлиската војска фактички не можела за толку краток период прво да се мобилизира, а второ и да се префрли на самото балканско боишто, иако располагала со релативно значителни војни сили. Првата Балканска војна започнала на 8 октомври 1912. Сојузници бележеле војни успеси уште во самиот почеток. Бугарската војска ги потиснала турците до линијата на Чаталџа пред Константинопол. Истовремено србите лесно напредувале во Македонија, Санџак и во Северна Албанија. Грците навлегле во Егејска Македонија, Епир и Конегејските острови. На 8 декември тие го зазеле Солун, само неколку часа пред бугарската војска да влезе во градот. Под опсада се наоѓале градовите Скадар, Адрианопол и Јанина. Тоа во суштина била една краткотрајна војна, бидејќи одамна се чувствувало дека болниот на Босфорот, како што ја нарекувале Отоманската империја, дека е на крај со своите сили во поглед на балканските владенија. Треба да се издвојат неколку значајни битки. Една од нив е Кумановската битка, во која што српската војска ја поразила Отоманската војска и таа започнала забрзано да се повлекува на југ. Дел од српската војска се упатила кон Тетово, се спуштала долу кон Кичево. Имаме извештаи кои што кажуваат за големи загуби и на српската и на османлиската војска кај Велешко. И имено тука ја имаме и втората позначајна битка, Битолската битка, од 16 до 19 ноември 1912 година, каде што исто така Отоманска војска во едно безредие, во еден хаос доживеала пораз. Бугарската војска пак продирала и ја потиснувала Отоманската војска во фронтот во близина на Тракија. Бугарите, иако главнината од силите ги движат кон Истанбул, сепак еден дел од нивните војни формации се движи кон Солун. Грчката војска, за волја на вистината, најбрзо напредувала од сите балкански сојузници и таа речиси без борба успеала да освои поголеми делови од западниот и од централниот дел на Егејска Македонија. По преминувањето на реката Бистрица, грците војуваат со османлиите во една од најголемите битки кај Енидже Вардар. Битката кај Јаница или Ѓаница може секако да се сретне во литературата. После победата на грчката армија, патот кон Солун им е отворен. Истовремено, не знаејќи за тајните клаузули на бугарско-српскиот договор, ВМРО апелирало до населението да им се даде сестрана помош на сојузничките војски. Македонците зеле масовно учество во војната. Едни во четите на ВМРО, други во четите на реактивираните врховистички водачи или пак на српските војводи, а трети пак во регуларните единици на бугарската, српската или грчката војска. Многобројната состојба на локалните борци не е евидентирана, но се претпоставува дека во војните операции зеле учество околу 75.000 души. Истовремено, од македонските доброволци во Бугарија се формирало Македоно-Одринското ополчение со 53 вооружени чети, од кои 6 заминале за Одринско, а дури 47 за Македонија. Од овие 47 чети, 25 действувале на теренот на Вардарска Македонија, 15 во Егејска Македонија и 7 во Пиринска Македонија. Честопати се случувало македонските чети да ги ослободат населените места,
а потоа да им ги предадат на сојузничките војски, кои навлегувале по нив. Таков е случајот со четата на војводата Петар Чаулев, кој на 10. октомври влегол во Охрид, а дури 3 дена потоа во градот влегла и српската војска. На 25. октомври, војводата Методи Стојчев влегол во Крушево и создал привремена управа, која 12 дена подоцна ќе го предаде градот на српската војска. Градот Велес исто така бил ослободен од четите на војводите Оровчанец, Мартинов и Павлов, кои по 10 дена го предале на српската војска. Во Кратовско четите на Славчо Абазов, Гошо Гочев и на Ефрем Чучков помогнале на српската војска во запоседнувањето на војните складови за оружје, во делењето на заробеното оружје на населението, заробувањето на 150 низами, како и во освојувањето на котата Султан Тепе на Осоговските планини. На падините на Селечка планина и Студеница, четите на ВМРО го нападнале и го разбиле тилот на отоманската војска, запленувајќи големо количество храна и муниција, со што ја овозможиле на српската војска, без големи загуби, да го форсира преминот на Бабуна. Во знак на благодарност за оваа војна акција, српскиот престолонаследник Александар му подарил конј на војводата Милан Ѓурлуков. Во Костурската околија, четите на ВМРО ослободиле неколку села и заробиле 2500 османлиски војници. Во Серскиот округ, независно од четите на ВМРО, единиците на Јане Сандански на 30. октомври го ослободиле Мелник и дале војна поддршка на бугарската 7 рилска дивизија да ја пробие Рупелската теснина и да навлезе во егејскиот дел на Македонија. 9 дена подоцна, Сандански и бугарските војски влегле во Солун, само неколку часа откако градот го зазела грчката армија. Во почетокот на декември, Турција побарала примирие. Со мировниот договор било одлучено таа да се повлече зад линијата на Мидија на Црноморе и Енос на устието на реката Марица. Но со државен преврат во Истанбул на власт дошла повоинствена група, која ги продолжила војните дејствија. На 30 јануари борбите биле обновени и наскоро турците биле принудени да капитулираат на сите фронтови. Тука како поразена Османлиската империја ќе понуди автономија за Македонија и Албанија. Автономијата за Албанија ќе биде прифатена од големите сили, меѓутоа македонското прашање останува и понатака не е решено целосно. Сите заборавиле на ултиматумот автономна Македонија. Веќе никој не ја споменувал, ниту србите, ниту бугарите, ниту грците. Конечното примирие било подпишано на 16 април 1913 година, а со подпишувањето на Лондонскиот договор во мај истата година и официјално бил ставен крај на Првата Балканска војна. На Турција и било наложено да се повлече зад линијата Енос-Мидија и да се откаже од Крит. Сојузничките војски се нашле на демаркациони линии, што не одговарале на договорите што ги подпишале пред започнувањето на војната. Но сепак, најголемо разочарување доживеал македонскиот народ, кој се соочил со новата сурова реалност. Распарчувањето на турските поседи во Европа подразбирало и подалба на Македонија. Петвековното владење на османлиите ќе биде заменето со нова окупација, овој пат од страна на христијанските соседи. Населението се чувствувало предадено со оглед на тоа дека после војната, првата и втората, веќе подпаднало или под грчка, или под бугарска, или под српска власт. А најголемиот дел од тоа македонско население очекувало да остане заедно, неподелено. А македонската територија да представува повторно една целина каква што била пред Балканските војни во рамките на Османлиската империја. Дел од македонската интелигенција, уште во предвечерието на војната, предупредил за можната подалба. Македонскиот сепаратистички кружок од Битола на 15 август 1912 година испратил програмско писмо до македонската колонија во Санкт Петербург. Во писмото во 7 точки се сублимирани начините и средствата за зачувување на македонскиот интегритет. На крајот во писмото се наведува дека во Македонија мирисе на смрт,
и се додава дека единствениот спас за нашата независност, а со тоа и спас на Европа од војна, е вмешувањето на Русија, но не во вид на поддршка на Словенскиот сојуз против Турција, туку како решителен притисок врз Турција за неодложно спроведување реформи во Македонија. Ако Русија им даде поддршка на Балканскиот сојуз, тогаш ќе избувне Балканска војна, а Србија, Бугарија и Грција ќе ја поделат Македонија. Со почнувањето на Балканската војна, членовите на Македонското национално литературно другарство од Санкт Петербург се обиделе да действуваат во одредени кругови во Русија, а некои пак се упатиле и на самиот терен во Македонија, со цел да организираат внатрешен отпор против завојувачите и да обезбедат народно представништво на престојната мировна конференција. Во декември 1912 година, во домот на семејството Коробар во Велес, била одржана конференција на истакнати македонски дејци, меѓу кои Димитрија Чуповски, Петар Попарсов, Ризо Ризов и Алексо Мартулков. Била донесена одлука Ризо Ризов да се упати прво кон Солун, а потоа и во Битола, каде што би ги организирал своите приврзаници да дејствуваат за автономија на Македонија во пресрет на Лондонската мировна конференција. Но во Солун тој бил пречекан со остри закани од бугарските емисари, кои му порачале дека јазици ке се сечат и глави ке паѓаат за зборот автономија. Сличен одговор добил и војводата Сандански на својата здравица за идната автономна Македонија на банкетот организиран од бугарскиот генерал Подоров по повод влегувањето во Солун. На 1 март 1913 година делегатите на македонската колонија во Санкт Петербург го подпишале меморандумот за независноста на Македонија, предаден до министерот за надворешни работи на Велика Британија, сер Едвард Греј, и на амбасадорите на големите сили при дворот во Лондон. Во меморандумот, меѓу другото, се вели: поделбата на Македонија од нејзините браќа е најнесправедливиот акт во историјата на народите, газење на правата на човекот, срам за целото словенство. Турското робство е заменето со христијанско, но не е далеку оној судбоносен час, кога македонците отворено ќе му кажат на целиот свет: подобро е да умреме за својата слобода, отколку да живееме одново во робство. Затоа енергично бараме. Под 1. Македонија во незините географски, етнографски и економско-културни граници да остане единствена, неделива и независна балканска држава. Под 2. Во најскоро време, врз основа на општо гласање, да биде свикано Македонско народно собрание во Солун, заради детална разработка на внатрешната организација на државата и за определување на незините односи со соседните земји. Во овие два меморандуми, Чуповски и неговите соборци барале на македонското прашање да се гледа како на посебно прашање и од национална и од државна гледна точка. И затоа, за да принесат аргументи кон големите сили, тие го истакнале историјатот на борбите за ослободување на Македонија. Борбите од Разловечкото, Кресненското восстание и Линденското восстание, сите значајни епизоди од тогашната понова историја на македонскиот народ, за да докажат дека македонците се посебна нација и дека имаат право да ја бараат таа своја државност. Во прилог на меморандумот доставена и картата на Македонија по програма на македонските народници, подготвена од страна на Димитрија Чуповски. Истата карта е објавена и во рускиот печат, а било објавено излегувањето на органот на македонската колонија Македонски глас. Македонскиот народ во Вардарскиот дел на Македонија после првата поделба, после првата Балканска војна, започнува и со реакции против таа поделба преку две востанија. Првото е Тиквешкото востание, а подоцна и Охридско-Дебарското востание или Охридско-Дебарскиот бунт. Настаните во Тиквишијата по првата Балканска војна, познати како Тиквешко востание, представува прв и најмасовен вооружен протест на тиквешкото население против новиот окупатор на Македонија, односно на Тиквишијата. Имено по првата Балканска војна, кога српските војни и административни власти дојдоа во Тиквишијата, тие започнаа масовно да ги затворат училиштата, да ги менуваат учителите,
да ги бркаат поповите и сето тоа најде на голем револт кај самото население. Започнала политиката на заплашување и терор, спроведувана како од регуларната војска и полиција, така и од паравојните формации на српските четници Василije Трбиć, Јован Бабунски и турскиот Башибозук, предводен од Јаја Ага, кој преминал на српска страна. Секој оној што ќе се спротиставил на насилната србизација бил прогласуван за бугараш. Многумина од членовите на ВМРО биле протерани, а повеќе од војводите Петар Облакчето, Крсто Леонтиев, Крсто Трајков, Атанас Лутвиев биле убиени. Сменет и претепан бил архиерејскиот намесник, свештеникот Григори Лазаров. Под обвинение дека е бугарски шпион, дојден со намера да го бунтува народот, бил протеран просветниот инспектор Тодор Иванов. Во селото Ваташа били измачувани повеќе селани, бил убиен членот на ВМРО Александар Лецовидов, а круна над зверствата било и живувањето над безпомошната старица Наца Пинџурова, мајка на револуционерот Димитар Пинџуров. Овој настан го довел народниот револт до кулминација. Македонскиот народ во Тиквешијата, предводен од местните комитети на ВМРО и од некогашните учесници во Илинденското востание, започнал подготовки за востание. Четите на војводите Васил Чакаларов, Ѓакон Евстатиј, Панајот Карамфилов, Ефтим Спространов, Петар Чаулев, Милан Ѓурлуков и Христо Чернопеев се подготвувале да се префрлат во Тиквешијата. Во согласност со наредбите на штабот на Македоно-Одринското ополчение, овие чети добиле задача да внесат забуна во тилот на српската војска. Во Кавадарци пристигнал истакнатиот санданист и федералист Мишо Шкартов, кој со својот авторитет успеал да ги обедини припадниците на разни политички движења и идејни струи на револуционерната организација. Бил избран револуционерен штаб на востанието, а во Ваташа биле вооружени околу 300 доброволци. На 12 јуни 1913 година, само 4 дена пред избувнувањето на Втората Балканска војна, во ова село било одржано сенародно собрание, на кое било објавено востанието против српската окупаторска власт. На 20 јуни било ослободен градот Кавадарци, а на 22 јуни биле ослободени и Неготино и речиси сите села во Тиквешијата. Била избрана нова градска и извршна власт, а на општинската зграда повторно се развејало тиквешкото револуционерно знаме од времето на Илинденското востание. За жал и денес, одделни историчари од академски средини, тиквешкото востание го толкуваат како реакција на бугарските војни единици со учество на бугарските врховистички чети. Меѓутоа, ваквите тврдења воопшто не се точни, бидејќи досегашните извори, бројните не само бугарски, српски извори, а пред се голем број на спомени, сечавања и изјави на самите учесници на настаните, односно на тиквешките граѓани, говорат дека тиквешкото востание е самородно дело на тиквешкото население, дело кој што тие самите го подготвија. Ослободувањето на Неготино и на Кавадарци се случило самостојно, без помош на бугарската војска, иако тогашната гранична линија помеѓу Бугарија и Србија била тука во близина. Но бугарски војник, униформиран војник, воопшто не влегол во Кавадарци и Неготино, туку четите тоа го направиле самостојно. Почетокот на новата Балканска војна им дал надеж на востаниците кои ја чекале четвртата бугарска армија секој миг да се префрли преку Вардар за да им помогне, но очекуваната помош никогаш не пристигнала. Притиснати од довчерашните сојузници, четвртата бугарска армија и четите на ВМРО биле принудени да се повлечат. Востаниците биле препуштени самите на себе си. По дводневни жестоки борби, на 26 јуни српските војски влегле во Кавадарци, каде што застрелале 25 граѓани и запалиле 50 куќи. Во Неготино биле убиени 171 жител и биле запалени околу 250 куќи и 300 дуќани. Единствено четата на Мишо Шкартов успеала да се пробие преку српскиот воен обрач и да се префрли во Бугарија без ниедна човечка жртва. Началникот на штабот на Македоно-Одринското ополчение, Петар Дрвингов, за овие настани ке запише:
Сите тие 4 сторија ништо повеќе од тоа да се појават меѓу населението, да го охрабрат и да му ветат блиско ослободување. Поради состојбите на фронтот, револуционерниот штаб не успел да воспостави соработка со соседните околиски комитети и да го прошири востанието низ цела Македонија. Тиквешкото востание било крваво задушено. Но идеите за слободата што тоа ги посеа, ќе се шират како ехо во мачните години што ќе следуваат.